Може би надвор нема сонце, ама во нашето студио и тоа како светна сонце. Веќе ни пристигна најавуваниот од утрото, Слободанка ни го најави, нашиот Давид Темелков, нашата гордост и момчето кое што навистина ни внесе сонце во студиото. Добро ни дојде. Добро утро, Сузи, добро ве најдов. Так, честитки за вториот албум. Благодарам. Се радуваме, следиме и едва и чекаме да чуеме како се доживеа и во Хрватска, бидејќи е на два јазици сработен, какви фидбек имаш од твојата армија на фанови и следбеници и така натаму. Пред се би сакал да ти се заблагодарам за убавата најава. Како да кажам, јас сум си дома и може би заради тоа душава така ми грее. Мило ми е што се враќам, да кажам, со полни раце музика. Вториот албум е тука, присутен, ослободен, да кажам, од своите рамки и мило ми е што е убаво прифатен. Кади да се појавам, навистина, досега на Балканот и од радиските уредници, ТВ уредниците, генерално, да кажам, и од музичката струка, што не е чест случај, навистина добивам многу пофолни зборови, да кажам, од главните уредници на двете најдобри радија на Балканот добив комплимент дека албумот звучи светски. Така, слушај животот што диктира. Така. Многу убава фраза, многу инспиративна и нешто што предпоставувам дека го следеше твојот импулс, го следеше твојата интуиција и се само си се нареди, така нели? Кога забележа дека не диктираш ти, диктираш животот? Па да кажам, бев доста млад кога сватив некои работи, фала му на Бога. Јас долго време Сузе бегав самиот од себе и бегав од музиката, да кажам, од тој јавен живот и некако... Публицитетот не ти беше некоја битна работа? Па немав некои тенденции да бидам главен фрајер мало, што би се рекло, како е нас жаргонски, па да се бавам со музика да би привлекол некој внимание. Јас музиката е цел живот присутна околу мене. Моето детство го одбележа Златното Славијче, потоа Средното музичко училиште, Музичката академија и така натака. Јас работев долги години во Македонската опера и балет и некако, како да кажам, немав некои страстени амбиции да морам јавно да се рекламирам, да се промовирам и така натака, но 2015 година беше една, да кажем, прекретна година во мојот живот, каде што морав да го послушам животот што ми кажува. Сватив дека морам да го слушам и животот пишува најубави приказни. И во овој момент песни. Браво. Што се им подари на твоите обожаватели? 13 композиции. Како и колку време го работеше? Албумот е работен некои 2,5 години. Наистина е малце подолг период, но албумот бараше едно време да созре и да биде буквално комплетен. Многу ми е мило што Сузе овој албум е кантавторски албум со 13 композиции и секоја композиција е дел од мојот живот. И не представува само албум, туку еден мој животен дневник. Така да луѓето кои што ќе го слушнат албумот ќе ме запознаат во едно поинако светло. И мило ми е што на албумот се пее на 4, да не кажам 5 јазици. Имаме македонски, хрватски, имаме 2 песни на српски, имаме една италијанска преработка. Во овој момент би го поздравил Благој Нацовски, кој што го направи италијанскиот превод. Така имавме една композиција која се вика Штом ке те заборават. Јас имав многу голема желба да се направи италијански препев, да има една друга димензија. Композицијата се вика на италијански Cuore fragile или Срце кршливо. Така да имавме една идеја, јас му се јавив да кажам многу доцна навечер на Благој и тој крена слушалка ми вика: "Каде гори, Давидче?" Викам: "Слушај, сакам да направиме еден италијански." Вика: "Нема проблем, дај ми," вика, "7 дена и ќе имаш. Прати ми ги," вика, "хрватската и македонската верзија и ќе направиме." И навистина направи еден перфектен, да кажам, превод, преработка на италијански и среќен сум што спомнуваме, имаме во една песна која што имаме така еден збори на ромски. Интересна компилација на се и се што. Сигурна сум дека сте направиле ремек дело кога станува збор за тебе и за Благој, па особено тој еден наш голем дијамант во светот на оперската музика, момче со големо срце и душа, кое го знам од дете, го знам уште кога имаше 13 години
И многу ми е драго што покрај талентот кој го распослан из целиот свет, тој вистина има душа. И сака да пружи рака, и сака да помогне. Јас се сеќавам во едни мои, како да кажам, млади денови, кога требаше да запишам факултет, колку ми помогна. Јас во еден момент требаше да студирам во Италија, но во последен час се одлучив да си останам дома. Ете, животот ме спремал за нешто друго. Така да, благо и навистина има големо срце. Да, точно така. Па ти скоро цела, ако не цела, нешто помалку од една деценија, те однесе животот преку границите и живееш во Хрватска, така нели? Па живеам во својот автомобил, да ти кажам, во последно време и се трудам да сум често дома. Мене домот ми е без разлика, што моментално можеби престојувам повеќе во Хрватска затоа што таму се отворија некои работи. Од друга страна, мило ми е што сум таму, што можам да созреам на еден друг начин, да видам како светот функционира, како функционираат другите пазари, како функционираат другите продукции и да научам нешто и да донесам тука. Затоа и се трудам секој албум да има и македонска и хрватска верзија, да едноставно допре музиката секаде. Да, хрватите имаат голем респект кон македонските музичари. Огромен. И очекуваат и најдоброто. Колку се вклопи во нивните критериуми? Мислам дека овој албум ќе каже доволно и за мене, но и за нас како македонци. Мислам дека ние како Македонија не сме извор, ние сме еден вруток на музика и јас имам голема должност и обврска да после такви великани кои се појавиле на музичката сцена пред мене, како Аки, како Есма, како Калиопи, како Тоше, како Владко Стефановски, да продолжам на некој начин да ги бранам боите на Македонија надвор. Тоа е голема должност и голема обврска, голем терет голем товар на грбот, но и голема инспирација, голем поттик за мене. И навистина сметам дека ние како млади изведувачи мора да се потрудиме да идните генерации кои ќе дојдат по нас имаат што да слушаат, што да ги лечи. Мене музиката ме лечела. Јас во многу ситуации кога сум се чувствувал многу лошо, таа ми била лекот. Добре дојде во клубот. Да, музиката вистина има исцелителна моќ и сите оние кои што во дадени ситуации кога доживуваат енергетски пат, психичка некоја ситуација во која не можат да се изборат, не можат да си помогнат, музиката и тоа како знае да биде. И тоа е научно докажано. Помошта, научно, да. Не е случајно Фридрих Ниче рекол дека животот без музика веројатно би бил некаква грешка. Бесмислен, дефинитивно. Да. Бесмислен. 11.11 беше датумот кога реши да го споделиш вака, да го пуштиш во етер твојот албум. Веруваш ли во моќта на бројките? Ти значи ли нешто нумерологијата? Вака, не знам што би кажал, Сузе. Не знам што би кажал, не сакам да сум или се интуитивно суеверен, не сакам да ми диктираат некои странски работи. Јас верувам во она што Бог го предодредил за секој од нас. И тој датум 11 ми беше, како да кажам, мојот прв албум искочи тогаш, случајно, на 11 ноември. И реков, окей, кога правевме план кога да искочи вториот албум, со менаџментот јас реков, па желба ми, еве, тука сме веќе, есенско време е, па ако првиот албум искочил на 11 ноември, нека биде и вториот, нека имаме една традиција. Така да, јас верувам во како да кажам, верувам во повик кој што го имаме сите од озгоре. Тоа е таа интуиција, која не смееме да ја замолчуваме, не смееме да занемаруваме и треба да ги препознаваме знаците. Животот треба да слушаме што животот диктира. Така, токму така. Еве во пресред сме на новогодишните празници, верувам дека и таму еве забележуваш и овде дека сите некако сме во некоја влегуваме во некоја атмосфера празнична и сакаме да ги дозавршуваме започнатите нешта. Претпоставувам дека ќе имаш доста настапи периодов. Ќе има ли нешто и во Македонија? Сега моментално ни е приоритет да го распространиме албумот колку што е можно, да го испрезентираме најдобро што можеме секаде низ Балканот. Ме чекаат многу километри пред мене. Цела Хрватска е веќе помината, Србија е помината. Еве, сега сум тука во Македонија наредниве 10 дена. Ќе се потрудам секаде колку што можам и колку што умеам да
да ја распостелам таа моја музика и потоа ме очекува Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија и така натака. Не би сакал ништо однапред да зборувам, но би бил многу среќен доколку напролет организираме солистички концерт токму во Скопје и планирана е за следната година една концертна турнеја и низ Македонија, низ Хрватска, но јас би сакал да тоа нешто, таа концертна турнеја започне токму во мојот роден град, токму во мојата татковина, во Македонија. Така да, за историја некоја, да кажам, на мојата кариера, не би сакал да еден ден да изјавам јавно, да кажам, да, мојот прв солистички концерт беше во Загреб или во Белград. Сакам да биде во Скопје. Да, браво. И пред да го видиме спотот, морам да те прашам околу песната која е ненадмирлив хит, Мојата Македонија, веројатно имаш и ти информација, јас ќе ти споделам, е задолжителна песна на многу приредби во основните училишта, во средните училишта, па и во градинките, песна која ги буди и ги подкренува сите клетки, се што постои во нас некако го раскорнува, која навистина ни прави еден таков ршум внатрешен и солзите се секогаш присутни кога се слуша и кога се пее Мојата Македонија и верувам дека и ти си многу горд на незе. Што би се рекло вака на српско-хрватски, таа песна не раставља, па не составља. Не раскостува прво и не после раскостува, реди, па не како составува, после не враќа. Не знам што би кажал, не знам што би кажал. Од оваа временска дистанца, како ја доживуваш сега? Сметам дека таа песна е, како да кажам, еден поклон од Бога, една песна која што е од Македонија за мене и од мене за Македонија. Мислам дека таа песна е еден круг, затоа што да не била Македонија немало да настане, да не сум го проживеал тоа тука. Ја пееш и во Хрватска? Ја пеам секаде. Имавме концерт летово на островот Раб и имаше, да кажам, некои 700 луѓе колку што собираше клубот. И во еден момент видов дека има 100 македонци присутни, кои што ги напуштиле своите работни места, земале ден слободен да дојдат на мој концерт. Кога ја грмнавме сите во еден глас Мојата Македонија, има многу хрвати кои што ја обожуваат таа песна. Зашто да не, затоа и треба што, да ја обожуваат. Сузе, колку што патувам низ Балканот, добивам информации дека таа песна одекнува надвор од границите на Македонија. Зашто? Секој си го препознава своето родно место, својот роден крај во таа песна. Кога ќе ги прочитаме коментарите на YouTube под песната, ќе видиме дека има многу срби, многу хрвати, многу бошњаци, многу луѓе кои што на кои што им фали родниот крај и се препознаваат во таа песна. Да. Така да сметам дека таа песна на сите нас ни е еден дар од Бога. Да, и што почесто да си ја слушаме и така да си правиме и терапија со убавата. Јас добивам многу пораки од луѓе кои што се вратиле во Македонија поради таа песна. Еве, да не претерувам до сега колку што ги броев, имаме 17-18 пораки на луѓе кои што се вратиле во својата родна земја поради таа песна. Вика, добив работа, вика, и како да кажам, вика, ми се остваруваше полека еден сон кој што го сонував. Вика, ја слушнав твојата песна, вика, ми се скрши срцето, вика, напуштив и се вратив дома. Така да, може би таа песна не е случајна. Треба мириса на Македонија. Само во Македонија може да го имате. Јас сум го проживеал тоа, затоа и така го напишав. Едно утро патував со автобус од Хрватска. Во тој момент немав автомобил и така, летав со авион кога можев, патував со автобус кога морав и тоа е тоа. Едноставно се вратив од Загреб, преспав, да кажам кратко, станувам од спиење, беше еден убав есенски ден и мајка ми ги отворила прозорите да се проветри станот и јас кога станав од спиење, кога влегов во дневната соба, јас тој мирис не сум го почувствувал многу долго време. Застанав на прозорот, мене целото детство ми помина во неколку секунди. Ми се плаче кога зборувам затоа што не е лесно кога си далеко од дома. Не е лесно кога не ги гледаш родителите, кога гледаш дека внукот твој расте без тебе, кога семејството има некои своји прослави и така натака, ти си далеко од дома. Застанав на прозорот и тој мирис ме врати многу назад.
ме врати во детството и едноставно никаде не мириса како дома, никаде не мириса на Македонија. И реков на мајка ми, јас морам да напишам песна за оваа наша земја. Ти благодарам. Ти што и мене ме расплака, и мене ме врати дома. И ќе си поплачеме сега ние, ама и ќе се насмееме, и ќе се распееме. Ти благодарам многу, многу ти благодарам што ни дојде ова утро. Ти благодарам на убавата најава, ти благодарам на гостопримството. Секогаш ми е чест и задоволство. И мене. Ти благодарам. Биди таков како што си и остани. Благодарам.